Ама има и други прашања за кои треба да се договорат. Ја ти кажам, не е само уставните измени, тука е начинот на владење, распределба, наративот на новата влада, ако продолжи воинствен наратив, ќе има реакции. Кој год да е, дури и фронтот да е таму. Нема што да помине, не, ти викам, не ова 95-та година, ни 2006-та, 2024-та. Овде комуникациите, дури и одговорите на политичарите, се за 3 минути. Колку тоа може да биде сериозна опасност за мирот и стабилноста на држава? Види, за се... Затоа што само увертира да дам. Имавме изјави, тие пред се доаѓа од Влен, од албанската опозиција, кој што вика нашите општини ќе си го фатат патот кон Европска унија ако македонците не сакаат да одат. Имаше изјави кои што се воинствени и од Мицкоски и од Али Ахмети. Види, тоа е крајна категорија. Значи да стигнеме до таму, треба ептен да ја утнеме и нашите пријатели евроатлантски да одитат на одмор. Да пијат кафе. Да пијат кафе. Орбан, да и да кажа дај да ги видам овие шо прават. Знаеш она партизани германци се тепаат и да шумарот. Да. По еден шамар и они ќе одадам. Значи ништо не е невозможно. Ние на Балканот сме докажале дека знаеме да ја утнеме до крај, ама не верувам дека може да дојдеме до таа фаза. И таа фаза не би била воинствена. Немојте да мислиш дека тука тоа е административна фаза. Ние гледаме што се случува во Косово. Значи соодносот на Срби со албанци во Косово е драстично различен од соодносот тука. И они се една асоциација ја држат, значи Косово е под некој вид на санкции од Европска унија. Да. Ме разбираш? Така да сега бараа да ги трнат затоа што влегле у процес на остварување. Да, ги одбија. Ги одбија затоа што уште не ја направат заедницата, да. Да. Така да секакви опции има. Тоа е крајната опција. Прво, види се, знаеш кај е парадоксот? Например, албанската опозиција го напаѓа Дуи дека не испорачале, така? ВМРО го напаѓа Дуи дека превише испорачале ја превзеле државата. Да. И сега овие ќе соработуваат. Кај е middle ground? Кај е средината на ова? Или испорачале или не испорачале? Овој бара гласови зашто не испорачале, овој бара гласови затоа што превише испорачале. Надмашиле. И СДС им бил попустлив. Значи, има парадокс тука. Да. Поминува. Значи, ама тоа не поминува долго, затоа што ќе дојде момент кога ти види политичарите најголем проблем имаат кога треба да се соочат со да или не. Да дадат прецизен одговор. Тачно, све измеѓу тоа е верглање. Ти го прашаш колку е сатот, он ти вика денеска вручина беше, разбираш. Значи тоа нешто кој на дебатата Мицкоски сонцето е жешко, водата е мокра кога. Или ќе ти стават 2-3 аргумента, па ќе ги измешаат, немаат врска еден со друг. Тоа е политичка магла, се вика. Разбираш, ти го прашаш што е со уставните измени, он ќе ти каже судиите се корумпирани, ама времето е лошо. Уставните измени, баш за уставните измени беше следното прашање. Ќе поминат уставните измени ако ВМРО допомене во позиција да формира влада? Ја верувам дека да. И ВМРО дека ќе гласа? Види се, ако ВМРО гласат, сите други ќе гласат, не може да се откажат од тоа. Значи, уставните измени немаат врска со кој од албанските политички партии е на власт. Не. Друго само да прашаме. Сега зависи од мислиш дали ќе издржат. Сега ја реално бидејќи последниот став на Мицкоски од пред 5-6 дена беше дека нема да гласа за уставни измени. А Силјановски излегува и вели ја прифаќаме преговарачката рамка, а не уставните измени. Тоа беше избрзано. Значи, тоа е дел од преговарачката рамка, за да се отворат поглавјата, мора да ги изглед. Види, ние немаме блокада во моментот од никого. Ние сме у аутостоп ситуација. Значи, нам не ни треба дури ни состанок на Министерскиот совет. Ништо не ни треба. Треба да ги смениме и ги отвараме поглавјата. Тоа се вика аутостоп. Сам се кочиш. Ја може би сум оптимист, може би сакам да верувам. Океј, сега не може да го дефинирам. Верувам дека дури и со Влен не може да се формира таа влада ако нема јасен став околу тоа. Може да има развлекување. Малце во албанскиот политички дискурс има една варијанта,
а таа е да се изгласаат пред формирање на влада. Добро. И не е тоа нешто непознато. Колку е тоа веројатно? Добро, тоа е оној джентлменски договор, Не, Колку не, е тоа не, веројатно тоа е- со оглед на тоа што процедурата за уставни измени е 120 Не, дена? таа може да 6 дена, отворен е уставот кај нас. Не е 6 дена. 6 дена, значи Не може и да се спојат сите комисии, сите гласања, послушај малку. разгледувања. Значи уставот кај нас иницијатива за отварање има. Има. Он Ја треба да гласаше се- и СД и ВМРО. И он треба се изгласа и почнуваат тие 6 дена на дискусии. Тоа завршува со гласање и толку е. Не, се треба да се гласа. нека е- Потреба од отварање на уставот. Точно, таа па се гласа за еден ден. За еден ден. Па потоа има 6 60 дена консултации околу предложените амандмани, тоа е просто мнозинство. И потоа се оди на третото гласање со 80 ден, тоа е 61-виот промена. ден може. Не може 61 Па ден. 70-тиот ден, Добро. 90-тиот ден, не е Ама тоа како нешто. и да е, 10 дена има рок председателот да го даде мандатот. Не, ама нема врска тоа со мандатот, бе. Тоа има врска со парламентот. Да. Значи тоа може да се изгласа и без, може он да го земе мандатот, може да преговара, да разговара, ако се изгласа отварањето, тука се гледа волјата, не е тоа. Да. Разбираш, нема тука импровизација и блефирање. Си го зема мандатот, почнува оваа процедура, умеѓу време нема да има спорови за формирање. Мислам, ако се договора за другите работи, да ти велам. Види се, види го ова од албанска перспектива. Отварање, менувањето на уставот е општо добро. Нема тоа да им чини добро само на албанците. Тоа чини добро на државата. Друго е што албанските политички партии, како да ти кажам, се повеќе aligned, како се вика тоа, Во линија. во линија со нашите меѓународни партнери. Тоа не е нешто јас сега што измислувам. Ама има и други прашања за кои треба да се договорат. Ја ти кажам, не е само уставните измени, тука е начинот на владење, распределба, наративот на новата влада, ако продолжи воинствен наратив, ќе има реакции. Кој год да е, дури и фронтот да е таму. Не може тоа да помине, не, ти викам, не ова 95-та година, ни 2006-та, 2024-та. Овде комуникациите, дури и одговорите на политичарите се за 3 минути. Сеќаш која излегува Мицкоски и Ковачевски, Излезе дека се тој од влада, договорени, да, за уставни измени. дури за 5 минути одговори. Да. Разбираш, Да. ова е брзо време, не може тука. Но ако се изгласат потребата, таа е двотретинска, за отварање на уставот, мислам дека ќе се намали тензијата и ќе можат понормално да се развијат тие разговори кои би завршиле со гласање. Да, ама кој ќе биде легитимитетот тогаш на ВМРО ДПМН? Ако Ама, цела тоа кампања е- води нема. Добро, ама тоа е и не- потоа само за да направи влада ќе почне да отвара устав. Ама тоа е, значи, тоа е односот на ВМРО со своите гласачи. Разбираш, ние збориме за општество. Да, ама дали сметаш дека е неминовно ВМРО да гласа уставот или може да опстои на ставот него гласаме, па да имаме друга криза, да речеме да Види, немаме ние формирање некаква на криза влада. ќе имаме. Значи, ние ова не е нема да биде ова репете или повторување на 2008, па да не тера до 2019. Значи, тоа е илузија дека некој може да го замисли тоа. Дека ова ќе биде повторување на 2008 и 2019 или ова е 24 до 35-та ние ќе се бавиме со тоа прашање. Тоа е илузија. Значи не може да издржи целиот систем така, зашто се блокира. Се блокира. Повеќе луѓе ќе отидат, па тие ќе се вратат, па на друг начин. Значи не е тоа, сега неќам некои лоши сценарија ја овде да промовам, ама тоа е факт, значи нема тоа да Нема бегање. нема бегање од тоа. Може да се одложи. Колку е според тебе, пошто имаше некој Таравари лицитираше за некоја бројка од 6 месеци. Они може да лицитира што сака. А јас Прво е проблем тоа да се договорат пред формирање на влада. После формирање на влада. Значи тоа е наративот кој ние го слушавме на албански секој ден. Предуслов па некои, како да ти кажам, ситни така уфрлување, па не мора веднаш, тоа е процес, џомити ние не знаеме колку трае тој процес. Тој процес, ако има добра волја, а јас сум сигурен дека и СДС нема да го блокира, албанските партии нема да го блокира, значи не може да се блокира тој. Тој трае 62 дена со добра волја.
Тачка. Да, ама се повторува таа некоја бројка од 6 месеци, 200 дена и Ама, тоа ми не, коинцидира, ова е нешто со една информација која што ја добив од ова е од нешто Европскиот фронт, од високо позициониран таму политичар, нема да откриам името, дека можно е сценариот до декември на пример да не се прави влада. Па можно е, па тоа сакам да ти кажам. Ја ти велам дека да се продаде приказната сега од било која страна од албанските политички партии дека ќе се формира влада и ќе се влезе со дебати. Види, како да ти кажам, уставните промени се толку симплифицирани во текстот, нема тука што дебата да имаш. Разбираш така? 6-7 националности. Ама јас, со значи Да, ма ова отварање на устав нема да биде само за бугарите, ќе биде и за други барања што се од албанските партии. Тука може да се договорат да биде пакет. Не, може да да биде само бугари во устав за да не и да превземат обврска, што знам ја, после 6 месеци да поширока, не се тие 20%. Имаме ние потреба од некој, сега не сум ја правник да ги кажам, ама знам нешто дека има со кривична одговорност и така натаму некои недоречености, како што беше она со мандатот. Да. Има некои работи кои треба се сменат. Овој устав е направен малце на брзина во кога е направен. Така да, ако се малце порационални, ќе кажат, ова ни е хитно, тие што сакат да ја формираат владата, тоа ќе го кажат. Ова ни е похитно, вклучувајќи го тука и евентуалниот албански партнер, нема да се буни за тоа. И се добро. Нит па албанците се бунат ако излезат, на пример, ќе кажам, тој што ќе победи кај македонците и тој кој ќе му биде партнер, сега да не преудицира, кој ќе биде и ќе кажат, ова се договоривме да биде веднаш, за да формираме влада, уставот ќе го почнеме за 4 месеци. Тоа може, не е драматично, нема да има револуција на реакции кај албанските гласачи зашто све не сте смените. Ако имаат, како да ти кажам, посветеност од таа нова влада дека тоа се направи. Ама кај македонците тоа ќе биде преципирано како измамата дека сега само нема да го менува името на државата. Да, тоа ќе биде нивото. Ама види сега тоа. И заради тоа нели ние цело време се враќаме на тие грешки. Ама види сега, ја ти може да е совршена кампања и совршен пиар, ама е стратешка грешка. Ја пред година и пол сум рекол дека темата е погрешна. Имала милион теми. ВМРО, милион теми со кои можела да го постигне ова, можда не 350, 320. Разбираш? Да. А да не се чепка во нешто со кое ќе се соочиш во еден момент. Да. Значи со ова се соочи. И со албанските партии се соочи. Види таа теоријата, дајте ми 61. И што? И добри да му да имало ВМРО. Ама имало. Не, ама и сега, па сега е најдобра солуција тоа, дај му 60. А и сега што правиме? Дај му и што? Или сега да не правиме ми сценарија овде. Ама ајде речеме, ќе се договорат, што знам ја сега. Не ќе ми миња да спомнам ми е. А и Б, кои немаат албанци во нив, да направат влада, имаат 64. Добро. Да. И ќе формираат влада. И што? И Влени и Дуи и фронтот ќе одат на одмор, ќе кажат, дечки, нема проблем, вие овие следните 4 години, па нивните гласачи ќе ги линчуваат. И што ќе почнеш? Ти ќе почнеш нова уставна промена, каде што некои обврски, види сега, ја 2001 ја памтам, и знам многу муабети од 2001. 2001 беше продолжување на джентлменскиот договор од 93 година. Значи, 90 година не се формира влада со албанска партија, туку со албанци. Затоа што немаше спремност тогаш од страна на Љупчев да прави коалиција со албанска партија. И тоа се види дека не е издржано. 2001 кога се преговараше, имаше посветеност дека таа традиција на формирање на заедничка влада на двете најголеми заедници ќе се продолжи. Ама нели мислиш дека е тоа суштинскиот проблем во Македонија, што впрочем имаме албанска и македонска партија? Види, албанска и македонска партија ќе има се додека имаме вакви муабети.